Добро вечер, подкаст основано со мнение со мене Јанаки Митровски. Остануваме верни на традицијата да не повикуваме старлети, нереализирани луѓе, глуперди, најкази и така натаму, се со цел да, иако за жал алгоритамот како да тоа го препознава и како тоа да го бара, никогаш не би се спуштил на тоа ниво и остануваме верни на тоа да повикуваме луѓе од кои што по нешто можеме и да научиме и така денеска велиме добро вечер за Јасмин Реџепи, долгогодишен граѓански активист. Добро вечер, Јасмин. Добро вечер. Мирсе Винит. Мирсе Џета. Мирсе Џета. Јас говорам помалку албански, кој што е исклучително тежок јазик патам за неалбанци и огромен проблем мора да ти кажам дека е со, добро, тоа е нормална одлика на сите јазици, но јас бидејќи сум учел на курс и нели, ме сова пастершип, голем проблем, односно учиме литературен, голем проблем е тоа што дијалектите нормално во Македонија се, знаеш како стереотипно ако сакаш да гледаме, кога сме биле деца и се тие разлики постојат, колку год ние да се правиме дека не постојат. Литературниот албански е неспоредливо поубав за звук од уличниот албански. Значи неспоредливо поубав од она што сум го слушал на улица до она што сум го учел на, зборам за нели за уво. И сега едино што ми е блиску е се во албанциве во Струга и албанциве во Дебар фактички зборат почисто литературно, другото све е аут. Значи тетово, да не правиме муабет, не знам како чкабен, чварбен станува джибоиш. Скопје исто многу лошо на бит пазар каде што неколку дијалекти се зборуваат, така да не е само многу тешко и мене тука ми е проблем за конверзација. Јас немам проблем за убава конверзација, не знам, со месуесов мој, меѓутоа кога ќе влеземе во генерална популација, добре, се тоа нормално и беровски и нели и скопски не е исто. На пошироката јавност стана попознат во 2010 година на Бродот ТВ, нели си го запишав Мави Мармар, или тоа е нели синиот мармар, кој беше дел од една флотила која што требаше да носи хуманитарна помош. Ако нешто утијам ќе ме коригираш, за Палестина, па во меѓународни води, што прво лажно беше тврдено од Израел, но подоцна се востанови дека во меѓународни води сте нападнати, имаше околу 10 мртви, бевте држани во затвор и потоа беше ти удија црн печат, претпоставувам, да. Објасни ли малку за тој инцидент? Како се најде да дојдеш до тој брод? Што се случуваше во кратки црти и околу протерувањето, колку имаш траен бан, 10 годишен, како му даѓа? Денес е 16 години од како се вратив на денешен ден? На денешен ден, на 16 години од како се вратив Ти сум го погодил денот во Скопје. Да те повикам. Да, од како се вратив во Скопје. Тројца бевме од Македонија вкупно. Имаше флотили предходно, значи бродови кои што одеа, но многу помали. Ова беше најголемата во смисла на луѓе и на хуманитарна помош. Првично бевме 9 брода, 3 беа саботирани негде на Кипар. Како саботирани? И па откако беа Мосад ради? Да. Им беа расипани одредени делови случајно и не можеа да трнат. Тој екипаж беше префрлен кај нас и трнавме 6. Некаде на 31 мај утрото околу 4 часот. Бевме обкружени со израелски бродови, подморници, хеликоптери, имаше, значи во меѓународни води бевме. Немавме оружје, имавме хуманитарна помош и целта беше да се покрене таа јавност светска, да се укаже дека еве што се случува во Газа. Неколку години е блокирана, не влегува ништо, не излегува ништо и тоа треба да се пробие. И тој активистички начин го правевме на тој еден начин, но за жал тие беа многу посериозни, ги одбиваат сите светски иницијативи и за мир, и за слобода, па дури активистите кога прават нешто. Гледаме дека и сега неколку години, 10 години подоцна имавме неколку масовни флотили за Газа,
им се случува истото. Се запленуваат бродовите, помошта, дури и на последната флотила активистите кои што беа присутни, еден од министрите на израелската влада ги понижуваше многу незгодно. Значи тоа сепак тие луѓе доаѓаат од европски земји, поради тоа забранет му е влез во Франција, значи секоја земја реагираше на свој еден дипломатски начин, бидејќи не функционираат тие работи на глобално ниво на тој начин, но Израел го задржува тоа право, како што гледаме и хуманитарната помош која што треба да влезе и која што е договорено да влегува, да речеме 600 камиони на ден, тие не дозволуваат. Дозволуваат некои стотина да влезат секој ден, што е многу помалку од потребите на Газа, и ги блокираат се што пишува ЮН, секоја од агенциите на ЮН ги негираат како да не постојат. Значи, не знаеме борбата на Македонија да влезе во Обединените нации, мораше да менува име, знаме, чуда лево десно. А до другата страна на светот имаш земја која што воопшто не ги почитува Обединените нации, односно сите земји во целиот свет заедно не ги почитува. Така, му доаѓа, имате еден клучен сојузник кој што ги поддржува во тоа. Да, кој што ги поддржува во тоа. Вака, палестинското прашање е долготрајно и е во голема мера врзано за левичарски движења. Знаеш дека Југославија беше силен поддржувач на се до крајот на своето постоење на палестинската независност. Постои и дел од македонската популација, и од светската популација, која што е произраел. Меѓутоа, за мене таа поделба на пропалестина и произраел е погрешна. Искрено, ја ни за Палестина, ни за Израел не сум, јас сум против геноцидно постапување. Нели може тоа да го разграничиме? Значи, мене искрено, нормално, далеко тоа да немаме емпатија, генерално да се таму нормални односи, да баш ке ми е гајле за Палестина или за Израел, како што ќе ми биде баш гајле за Чили или за Аргентина, мислам на друг крај на светот. Многу малку има тоа импакт на мојот начин на живот и на мојот квалитет на живот. Меѓутоа, тука говориме за континуирано, децениско, геноцидно постапување. Прво треба се прави разлика меѓу израелци и ционисти, тоа е огромна разлика. Значи, ционизам е екстремистичка идеологија, исто како што е нацизам, исто како што е во добра мера и комунизам. Втора работа, не може да се сведе поддршката за независност и за борба за слобода на палестинскиот народ на поддршка на тероризм. Дали го осудуваш Хамас, тоа е као go to, значи као за замолкнување. Јас јавно би кажал дека апсолутно не да го осудувам Хамас и да тоа што го направили на 7 октомври дека треба да бидат стрелани лидерите нивни, но постои малку поинаква позадина, барем по мене, јас сметам конкретно дека 7 октомври е или операција поттикната или дозволена од страна на Израел, затоа што има доволно информации во јавноста дека недели однапред биле предупредени од неколку безбедносни агенции, меѓу кои египетската, дека тоа се подготвува и тоа е дозволено за да се случи тоа што сега се случува. Газа практично не постои, срамнета е со земја. И исто така се игра на антиисламски чувства, при тоа заборавајќи дека околу 500-600 палестинци се христијани. За бројкиве не ме држи за збор. И исто така се заборава, се користи многу тоа во САД, каде што израелското лоби е убедливо најсилно, дека Израел има право да се брани. Тоа е погрешна теза, одговорот е не и еве зашто. Прво, по Обединети нации кои што не ги есапат, државата Израел не ги есапи, Газа и Уест Бенк се окупирани територии и не можеш да се браниш на територија која што ја окупираш. Голандската висорамнина е окупирана територија, Синајскиот полуостров е окупирана територија. Меѓутоа, имаат силен пријател Израел во Соединетите американски држави и еве кој е твоето видување за солуција на проблемот. Значи се оди израелската мејнстрим политика отидена во крајно десно. Значи имаат министри кои што буквално ја прекина кривичната постапка за силување на палестински затвореници, кои што на камера го имаше тој, едноставно ги уште навредени беа силувачиве, имаа силна поддршка, протести. Ќе опстане ли палестинскиот народ? Како и секој еден народ кој што се борел за опстојување, за преживување,
верувам дека пред се поради нив самите, нивната борба, а потоа и поради нас кои што ние ги поддржуваме, дека во еден одреден момент, бидејќи ни една неправедна власт не функционира, не трае толку долго, дека ќе колабира тој режим и дека кога тогаш тој народ ќе види својата слобода. 48 година, ја спомна, еве вака да замислиме, 48 година имавме протерување на екзодус на македонското население од Грција. И замислете да не престанало од 48 година до сега. Да. Значи истото што им се случуваше на македонците, етничките македонци во Егејска Македонија или тоа што е сега Грција. Токму поради тоа што можеме да го видиме по коментарите на социјалните медиуми е дека всушност преку 90% од вкупно од граѓаните, значи вклучително и албанци, македонци, христијани, муслимани, сите се згрозени од тој геноцид, од таа постапка. Кој секој здраворазумен човек треба да е. Да, и секој го поддржува правото на Палестина да има мир и да има држава, како што на секој еден народ, како што пред се сме се го посакале на себе си, сме се потрудиле, односно тие некои пред нас се потрудиле да го остварат тоа со Македонија без војна, барем едно парче од таа територија да остане како што е самостојна држава, како што е сега. И треба да се внимава да не се изгуби, нели? Но тоа е веќе друго прашање. Меѓународната заедница сметам дека не е консолидирана во однос на која солуција е битна за Палестина. И меѓународната заедница мислам дека големите играчи како Русија и Кина многу молчат, си имаат своји интереси, своји проблеми. Значи едните имаат проблем во војната во Украина, другите гледаат како да може да го лапнат, да го земат повторно Тајван и зошто би правеле нешто околу Палестина. Не може да се гледа како верско прашањето, бидејќи е политичко и бидејќи е хумано. Политичко во однос на тоа дека е територија која што е окупирана и треба да се ослободи, треба да им се даде правото на независност на држава, од друга страна хумано заради тоа што ги гледаме страдањата кои што ги има тој народ, не е само Газа, не е само тие 70.000 жртви сега, го имаме западниот брег, имаме неколку фестивали предмината година, оваа година, кои што имаат многу убави филмови, кои што зема многу добри награди на меѓународните фестивали, кои што го објаснуваат. Легалните населби продолжуваат на екстремните ортодоксни евреи. Да, го објаснуваат тоа како живеат палестинците, односно како преживуваат и на западниот брег. А згора на тоа имаме еден куп бегалци палестинци кои што живеат во соседните држави, кои што живеат во Европа, кои што живеат во Америка. И поради таа причина не можеме да го гледаме само низ таа призма го осудуваш ли Хамас. Значи го осудуваш ли Хамас, ај само за провокативно. Значи јас сум го, ако сте ги следеле моите гостувања на телевизија претходно, неколку месеци пред тој напад на 7 октомври, бев на една од локалните телевизии и зборував конкретно на таа тема и спомнав, кажав дека ова што Хамас го прави, пуштање на ракети кон Тел Авив, така натаму, ракети кои што те не знаат, не се прецизни, паѓаат било каде, тоа не е начинот. За нас кои што од зона на комфорт ги гледаме тие работи, лесно ги осудуваме и велиме, вие немате мог да се борите со нив и немој да правите нешто кое што ќе биде лошо за вашиот народ. Дозволи што ќе те прекинам. Имаше една теза, македонски комунист ја изнесе, која што ја поддржувам во целост. Ти вели вака: Македонија има отприлика население колку Газа и сега, меѓутоа територијата е многу поголема. Територијата на Газа е еквивалент на територија на општина Аеродром. И сега цела Македонија да населиш на територија на Газа, на територија на општина Аеродром и
да има 2 сата дневно струја, 3 сата дневно вода, да има константен недостиг на храна, да би хигиенските услови да се никакви, па ја би се зачудил сите до еден да не се станати терористи, да не се во екстрема отидени, а не само дел од нив. Да, но тука е прашање што е тероризам? Се знае што е тероризам, употреба на сила за политичка цел. Тоа е најпростата дефиниција. А што е борба на поробен народ? И види и што биле партизаните? Ај вака, партизаните и ВМРО-вците биле терористи. Не, види, не треба да бегаш од тој избор. И ВМРО-вците и партизаните биле терористи. Сакам да кажам друго нешто. Користеле терористички методи. Затоа што тоа го имаат на располагање. Јасно да. Не го кажувам во негативен контекст. Мис Стоун, грабнувањето на Мис Стоун, зошто се случува солунските атентатори? Така, јасно. Значи да се скрене тоа вниманието на јавноста. Партизаните биле едни од најдобрите саботери и така натаму и така натаму. И ти не можеш да очекуваш друг начин на борба на тој народ. Не очекувам. Освен тоа што ќе им дојде при рака. Прашањето е, еве да речеме, од Крушево си? Не, овај каков грд стереотип, сум влав разум од Крушево. Не, знаеш зашто? Прашањето беше кратко. Илинденското востание. Така, ајде. Не знаеле 1903 2 август дека колку силно ќе им се врати, ќе се запали цел град и околина и така натаму. Да, го имале тоа пресметано, сигурно го имале пресметано. Да, го имале предвид. Но дека таа нивна одмазда ќе крене многу повеќе луѓе кои што се со наведната глава, за да се кренат после нив и така натаму, за да се дојде до тој некој момент на таа некоја слобода. И тоа го гледаме, значи ако сме го имале ние во историјата пред 100, 150, 200 години, го гледаме сега со одредени народи во светот, меѓу кои што со палестинците во Газа. Инаку македонските власти, за твоја информација и за гледачите, се делат на 3 поголеми групи. Едните се Крушевско-битолските, другите се Охридско-струшките и третите се Штипско-светиниколските. Јас сум од овие последните, моите со таму. Знаеш како, и ќе затвориме темава со ова, антисемитизам е као wild карта, джокерот кој што се вади и секоја критика на израелската експанзионистичка политика се таргетира како антисемитизам, што е нонсенс само по себе, затоа што арапите се семити, мислам, дури арап тоа го кажува, или барем арапите на Блиски Исток, може си позапознат со мене, по моето познавање се семити, не може да биде сам против себе. И не може да, мене ми е многу драго да последната војна, таа е војна во континуитет, меѓутоа последните настани кои што следеа на 7 октомври, дигнаа голем дел од израелската популација против таквото дејствување. Се треба да има избори во Израел, да се надеваме дека Нетањаху ќе падне од власт и дека ќе му се суди за војни злосторства, а на оваа страна од светот ние ги имаме нашите локални проблеми и тоа се генерално кај нас се знае дека може да се направат проблеми на два основи, тоа се нормално етничка и верска основа. Кој е рецептот да се надмине, затоа што види, факт е кај нас, од секога, барем ја од кога сум дете, што значи од секогаш, бидејќи Македонија од 91 е независна држава. Малку сме постари од не. Да, малку сме постари од не. Значи, во македонскиот кампус се печалеле многу лесно гласови ако ги плукаш шиптарите. Кај албанците се печалело ако ги плукаш каурите. Како да го надживееме, како да го созрееме тој момент дека ден денеска е тоа така. Ден денес ја ти тврдам да се појави сега македонска национална партија да наречеме или албанска ослободителна кауза, дека тоа ќе собере најпримитивен и најлесен начин на собирање на гласови. Како да го созрееме, како да го надминеме тој наратив? Прво сакам да се надоврзам на затварањето на темата. Видовме вчера кои изјави ги имале во разговорот Трамп и Нетањаху, кај што Трамп му вели на Нетањаху те спасував од затвор. Значи, тие се спремни да жртвуваат толку многу народ само за да останат на власт. Штом тие прават такви работи за да останат на власт, замисли што се случува кај нас и што се не се спремни нашите политичари само за да ја земат власт или за да останат на власт. Меѓу кои што и тој нереспект кон своите граѓани, кои што се различни, и таа различност ја прикажуваат во негативно светло, наместо во позитивно светло. Не постојат исти луѓе. И да имаш Македонија која што е само со македонци,
повторно ќе има разлика помеѓу овие кои што говорат вако, некои што говорат вако, кои што изгледаат вако, кои што работат така. Разликите на една рака прстите се различни, а камоли. Затоа народот тој граѓаните се тие кои што треба да внимаваат. Се извинувам. Народот тој граѓаните се тие кои што треба да внимаваат кого бираат на избори. И дали им одговара тоа да мразат, да бидат жртва на една... Пали омраза, така и нас мора да бидеш искрен дека пали. Затоа што цело време се форсира таа страв. Стравот дека албанците ќе им земат нешто на македонците, македонците нема да им дадат нешто на албанците. Луѓе, како што рековме јас и ти, сме kind of постари од држава, која што имаме сега, каква што е. Нашите дедовци биле постари од таа држава која што имало време на Југославија. Тие си функционирале наназад со векови, не со години. Да имало такви непријателства какви што пропагандата тврди, сигурно би довело едното или другото до едниот или другиот народ да исчезне од овие простори. Што не се случило. Дури и во Втората светска војна, кога бугарските окупатори им ги предаваат сите евреи на германците и ги носат за Полска, на истребување. Вера и смарки за превоз им плаќаа германците на бугарите, бидејќи нели кај нас и тој наративот има лекари од тоа. Да, дека и сега имаме ние и македонци, албанци, и турци, значи и христијани, и муслимани кои што својот сосед евреи не го оставиле, туку го згрижиле, го ризикувале своето семејство, само за да ги приберат тие луѓе, да ги спасат. Тие позитивни примери треба да се истакнуваат и народот треба да им верува на овие позитивни примери. Многу е лесно да го запалиш народот кој што живее во една хомогена средина, само македонци или само албанци. Ја живеам на Бит пазар. Моето мало беше цела Југославија. И не можевме да го осетиме, тоа ни беше странно. Значи, кога на училиште и ги гледаш доаѓаат некои деца од Рачево, од аеродром, не знам, од чисти средини, така кажано, и го мрази тој што е поразличен. У принцип, најмногу албанци се мразат во Струмица, најмногу македонци се мразат, не знам, во тетовските села. Да речеме. И тука гледаш дека што ни треба како општество? Ни требаат мешани средини, ни треба дружење. Одредени работи на постарите не можеш да им ги смениш, но можеш ке младите. И тогаш треба да се инвестира ке младите, без разлика на тоа што го прави официјалната политика, за да ги раздвои луѓето. Ние, да речеме, нашата организација, ние имаме секоја година една школа за човекови права, каде што од сите заедници, по двајца или по тројца млади, учествуваат и учат за своите права, учат како функционира ова наше општество, кои се нивните права и кои се нивните должности и како да се веруваат еден на друг. Бидејќи судбината и на едните и на другите е иста. Џабе им ги менуваш да минјата кога политичарите ги злоупотребуваат граѓаните и ти можеш да ги научиш младите од мали нозе, да речеме, дека не треба до толку да им веруваат на тие говори на омраза, на предрасудите, на омразата према различниот. Делумно го наоѓам проблемот и во можеби добра идеја, но погрешна имплементација или обратно погрешна идеја и уште попогрешна имплементација на Охридскиот рамковен договор, кој што институционализираше сегрегацијата. Не можеме да збориме за заедништво кога од прво оделение се учи различно, во основно се учи одделно, во посебни паралелки тотално, во средно исто, на факултет посебни факултети, штулови од универзитет е некој микс, обид да се измикса меѓутоа и тоа колку функционира и дискутабилно, така да не во цело се согласувам со тебе дека и само политичарите се проблем, но кај нас главни политички партии останаа оние кои што се чисто националистички. ВМРО ДПМН со леснотија секогаш го победувал СДСМ и ако сакаш баш да анализираме, СДСМ победувал после некои тешки премережа, после некои тешки состојби, Дуи беше со години
со децении неприкосновена партија во Македонија, тие и сега се многу силни, јас дури никогаш не би ги потценил и тие што мислат дека се политички завршени се наивни, на крајот на денот и победија на последните избори, освен во општина Чајрке, што искрено и предвидував дека ќе победи Влен, чисто ради Изет Меджити. Дека тука му е базата силена, факт се осеќато се, јас сум со канцеларија. Култна личност. Така. Колку е тоа погрешно или не, меѓутоа факт е дека тоа постоја. Друго нешто сакам да те прашам. Каде се изгуби, особено кај помладите, бидејќи ние имавме 20 години канцеларија во срцето на чаршија, каде што и многу малку неалбанци има, значи кај што е сега раста џамијата, ние фактички му го продадовме просторот, односно бараката ја продадовме, они после двор си ја направија, значи реално радиусот слабо имаше неалбанци по тук таму по некој турчин, меѓутоа и ја тоа секогаш сум го говорел, не за никому да се додворам туку бидејќи тоа така, дека ние многу в комшиски живот се. Види, чаршија ти е еснавско место. Значи чаршија е многу еснавско место, многу убави комшии сме имале. Пар од нив починаа у последниот од постарија и баш ми е криво. Меѓутоа и кај албанците, особено кај помладите, таа традиција се изгуби. Се изгуби беса, кој ќе дае збор да се знае дека е тоа така, сериозни проблеми на оддавање на пороци, што порано било поим, значи не постоело, оддавање делумно нормално на наркотици, но многу повеќе на комар, кој што е сериозен национален проблем. Каде се испушти од рака албанската младина? Би рекол, овие проблеми кои што ги кажа се генерални, меѓутоа по конзервативно порано било албанското население, не се оддавало на алкохол, на тоа било непоимливо, ја кога сум бил дете било непоимливо. Да. Со дигитализацијата и со медиумите и со пристапноста на одредени работи, информации и слично, преку социјалните мрежи, одредени информации стануваат достапни. Одредени лаги, што е вистина и што е исправно, ја заменуваат вистината и иако секогаш постоел тој еден гап кој што е природен помеѓу помладите и постарите, сега станува многу поголем. Јазот станува многу подлабок и поширок. И многу е тешко едните со другите да се разберат. Не комуницираат на исти јазик ни албанците меѓу себе, помладите со постарите. Да не разговараме за останатите или со другите некои. Конкретно е овие трензи кои што ги правиме, повеќето ги правиме на англиски јазик. Баш поради тоа што рамковниот мировен договор е мировен договор. И треба да го сватат и политичарите и граѓаните како окей, тоа е нешто поради кое што седнавме на маса, се договоривме да не идеме со оваа војна, затоа што на никој не му треба. Не сме ни една мајка да плаче. И побо се договориме што порано, бидејќи на крајот повторно треба да се договориме и да седнеме. И не треба да биде некој сецимент. Тоа е начално, нацрт има некаков, секојаш може да се ревидира на подобро. Секојаш може да се ревидира на начин каде што ќе видиш што прави јас и што го продлабочува, да го елиминираш, да го извадиш, да го тргнеш, да ги споиш едните со другите. Но, за жал, политичарите не размислуваат така, бидејќи нема да им иде од рака оној дел кој што рековме дека ќе може полесно да ги завадуваат луѓето и да. Така да мислам дека со оваа дигитализација и со нудење на лажна представа за животот и за вредностите, како што реков, тоа представува голем проблем и не само пороци, целиот тој начин на живот кој што порано бил многу посигурен, каде што се знаел во редот, едноставно. И јас ти верувам на зборот дека ќе биде така. Договори немаше пишани порано. А сега и надпишан договор, да, луѓето, значи, тоа е страшно нешто. Јас мене многу ми се допадна, ќе ме потсетиш сега во моментов малку и сум уморен, не ми текнуваше на Оџава кој што беше тука гостин, кој што Мухарем Исмаили. На Мухарем Исмаили, мене многу ми се допадна неговиот говор, мислам кој што беше после едно пукање кој што имаше повеќе жртви, за баналност, значи за кој има предност во собрање, мислам добро, види, скопски улици, се тоа е жив хаос, таму има инцидент на секој вторчекор, говорам во цело Скопје, као не баре
сме подивени и многу ми се допадна тој говор и особено еден дел кој што го кажа затоа што види јас не сум верник. Сме се скарале со Господ доста одавно, но сум растен во православен дух и тоа кога ќе кажам православен дух не подразбирам затоа што ќе се согласиш дека кај нас тој и со оџата го зборевме, а и со еден поп тука го зборевме кога беше гостин дека кај нас за жал добар дел од граѓаните и прокламативно муслимани и христијани се декларативни верници. Се само верници колку да се разграничат од другиот или да го мразат другиот или да го не сакат другиот. Добар дел од нив нити живеат по верски начела, значи и Божји заповеди, са не знам што е еквивалент на 10 Божји заповеди во исламот, сигурно нешто слично постои, нити веруваат, меѓутоа јас бев растен во една куќа во која што така се живееше, значи мајка ми почина од канцер со Господ во уста, Господ, мислам она умира и дека Господ ќе ја избави и така натаму. Татко ми не беше, мислам и татко ми е религиозен, но не до тој степен. Сакам да ти кажам да не се сведува религијата на носење на јагне во црква или на литро зејтин во црква, меѓутоа кај нас па јас сметам дека и вистинското верско недостигот на вистинското верско образование е голем проблем. Ме разбираш, значи не и баш за тоа збореше во тој говор и тука. Оџата ти џабе доаѓаш да фул била џамијата во петок џабе. Вие клањате ако ти во џепот имаш кокаин или си пиел цела вечер или доаѓаш од плячка, крадеш по куќи па доаѓаш да се клањаш. Тоа е наједноставниот, најпростиот начин да ја практикуваш твојата вера е да отидеш во црква и од џамија. Тоа секој го може. Дали можеш да живееш по верски начела, дали можеш искушенијата, затоа не се согласувам со тебе. Сега ти ми велиш да, дигитализацијата си го прави своето социјални мрежи поголема пристапност, ама претпоставам исламот како и православието подразбира да се на ѓаволот или на шејтанот да одолееш на сите искушенија. Затоа тука со тебе не сум согласен. Тоа видео беше прегледувано, ја баш го гледав преку 600.000 пати и се надевам дека ќе се научи дека за што ме гледаш и за кој има предност во сообраќај не вреди да има такви консеквенции. И тоа е за мене прав верски водач. Значи да ги насочиш ти луѓето како треба, а не сега само да одиме во екстреми и да се разграничуваме кој со кого да се мрази. Прав верски водач е тоа, без разлика да сум јас статист. Пред некој ден имавме изминатава недела имавме неколку сообраќајки. Така да. Многу и млади животи и познати луѓе и без разлика живот е живот. Така. За ги напоради тоа што луѓето се премногу себични и егоцентрични и сметаат дека ако сум јас на улица, само јас сум главниот и сите треба да ми се приспособуваат на мене, а не јас да го имам тоа джентлменство и да кажам повели по мене, приклучи се во сообраќајот. Го немаме тоа. И никој не зема поука. Значи, дечкото удари млад момче 19 години со премногу голема брзина во автомобил. Следниот ден, сите следни денови и ноќи навечер повторно во Чаир се слушаат, брмчат моторите, млади луѓе без кациги, значи вознемируваат, возат брзо, како да му водат тинат на некого, а не на себе си. Значи, постојат правила и прописи кои што оваа држава, овој систем ги наметнал за наше добро. Не за... Од друга страна, тоа што велиш за религијата, луѓето, значи, треба да знаеме дека за време на комунизмот сведена е религијата или религиозноста кај луѓето на традиција. Традиција, значи, тоа што го спомна, значи само делови од религијата. Додиш на џума. Да. На Бајрам, доаѓа Рамазан, ќе постоиш цело време ќе збориш за тоа леле жеден сум или гладен сум наместо да завршиш работа што треба да завршиш. Тоа ја знам и многу што постат пред минете дома со мене надвор јаделе, мислам и тоа го има, знаеш, свесен си. Да. Што не знам кого лажат, сам себе се лажу. Пред се, значи сам себе си, но човек многу сака да се лаже сам себе си. Бога и луѓето не може да ги излаже. Тоа што тоа е работа која што тебе треба да те избруси и твојот карактер. Ако ти не можеш со тоа искушение, значи која што има за цел да ти покаже дека си ист како и оној
најнискиот во нашето општество и за да се солидаризираш со него или од друга страна да поработиш малку на своето его, тогаш не си постигнал ништо. Може да ќе постиш, ќе бидеш гладен и жеден и повторно не си направил ништо ако немаш одредено знаење, ако не земеш да ги учиш работите како што треба. Што е целта на постот? На постот во исламот, извини што те прекинувам. Целта на постот е човек да се физичко, телесно прочистување или духовно? Пред се духовно, бидејќи тоа што го чувствуваш физички треба да те поттикне, цело време да те поттикнува во тој период на денот, за тоа во која состојба си сега. Сега си во состојба на пост. Не е пост да престанеш да јадеш и да пиеш само. Туку да те таа глад и таа жед да ти кажат зборувај помалце. Карај се помалце. Ако веќе можеш да зборуваш, спомнувај го Бога. Ако веќе можеш да зборуваш, зборувај нешто добро. Ако веќе треба да размислуваш нешто, размислувај каде сум, каде се движам, дали треба да сменам насоката и да се оправам насочам на вистинскиот пат. Тоа е целта на постот. На тие еден месец рестарт кој што човек треба да си го даде на самиот себе си и многу мал број на луѓе тоа го сваќаат, затоа што многу мал број на луѓе читале претходно. Ние немаме веронаука во училиштата. Не сите деца одат на веронаука во џамиите или во црквите, не ги носат сите родители, за да дознаат барем најосновното за својата религија. Да, понатамо на 18-20 години, на 30, на 50, може ќе му текне, ќе каже, чекај, ова до сега, сето знаење, не ми се допаѓа. Барам нешто друго. Затоа што религијата е право на избор. И тоа треба да се почитува. Тоа што не можеш да го смениш е кој си, од каде си. Така, да. Традицијата е нешто сосема друго и не треба да се меша со религијата. Ние го имаме смешано. Голем дел од тие верници кои што, да речеме, одат затоа што така е редот татко му, дедо му и не знам што. А од друга страна да ме види околината, дека ете со секој со својата намера, нели? А не оди напред. Не оди додека многу поголем дел од населението. Значи ако видиме колку население имаме муслимани, колку џами, колку тие џами се полни, колку население имаме од христијаните, колку цркви, колку тие цркви се полни во недела или за празници, ќе видиме дека многу мал дел од населението и ја исполува таа вистинска религија и живее 24 часа во рамките на тие верски права, тие верски начала кои што ги има од својата религија. Кога би биле подобри верници, а за да бидеме подобри верници треба да читаме малку повеќе, да научиме малку повеќе, тогаш верувам дека луѓето биле многу посмирени. И ние имаме многу несмирени луѓе. Живеат лажни животи. Тоа што го гледаат, затоа се враќаме на социјалните медиуми, тоа што го гледаат на социјалните медиуми не е вистински живот. Во реалниот живот ти имаш сопруга и имаш убави моменти, имаш и расправи, треба да знаеш како да се тие несогласувања да ги на најубав можен начин да ги изменаџираш. Некаде да попуштиш, некогаш да седнеш 3 дена да поминат за некој прашање да го договорите. Не, јас сум машко, јас ќе кажам како треба. Или кој е погласен тој или кој знае подобро да врши насилство. Не, ниту меѓу сопружниците, нити меѓу партнерите на работа, нити меѓу колегите на работа, нити меѓу соседите треба така, нити во сообраќајот. Но за жал луѓето бидејќи немаат оваа етика, не зимаат ни преку во основно образование, нели имаме предмет етика и така натаму. Многу малку деца образованието кај нас тоа што ние кога сме биле деца во споредба авторитетот кај учителите е многу паднат, значи уште да зема да ги тепат. Види ако сум модел на родителски, околу овој да само малку ќе те задржам бидејќи и ти си родител на 2 деца и јас сум, значи јас кога сум модел на родителски, дел од родители кога ќе слушам, мислам сваќам каде е коренот на проблемот. Па зашто син ми ова му е речено? Значи, порано јас сум се плашал на мајка ми да се пожалам и на татко ми, дека, значи, го знаеш на старано правило кој што гледам и многу јавни личности го зборуват, зашто е така. Ти ако во моје време и уште тук таму од наставниците знае и да шлапаат во моје време. Не кажувам дека е тоа исправно, но така беше. И јас не сум смеел дома да се пожалам затоа што нели следуј втора порција, затоа што е наставникот во право, значи има некоја причина што ти си направил така. Сега уште да земат да ги тепаат наставниците, мислам дека уште тоа дисциплината е на исклучително ниско ниво. Клучниот збор наставникот е во право. Значи кој си ти дете од 7, 10, 15 години што знаеш ти од животот за да бидеш во право. И нормално дека
родителот тој што ќе каже да наставникот е во И право. му затоа ја што пренал наставник- делот од авторитетот во тој момент додека си на школа, се знае дека тоа е место родителот, тоа е тоа. Затоа велевме учителката или наставничката е втората мајка. Ја во прво оделение имаше се случи на моја мислам што не беше учителкава до четврто, као и се слоши. Меѓутоа ние бевме многу немирен клас, имавме 6-7 машки кои што бевме доста немирни. Меѓутоа тој беше некој дождлив ден, убаво памтам кога вчера прво оделение бевме, ништо не се случи посебно, на женава и се слоши си отиде. Дојде педагогот да праша зашто, што се случи, зашто и се слоши. Некоја од хигиеничарките кажа, не наброја таму што они се константно немирни и затоа и се слоши. Ај сега вели да се извините еден по еден. И јас велам ја ништо не направив денеска и не сакав да се извинам. Мајка ми кога дозна и кога ме зема од школа, порано немаше ранци, него ние ташни не големи, со ташна ме тепаше километар од школото до дома, зашто не сум сакал да се извинам. Сега далеко од тоа дека треба физичко превоспитување, меѓутоа мене многу не ми се допаѓа нискиот степен на авторитет и затоа на наставниците и затоа во голема мера ги кривам родителите. Не може да е детето криво. Детето како ќе го насмериш, како ќе го насочиш, така. Ако јас му кажам дома на син ми дека има да слушаш да наведнеш глава, не знам, јас еднаш имав прилика да влезам да го земам син ми порано од школа, као да ти кажам ко Втора светска војна и не знам никако се дозволува тоа, ние не сме ни мајнцето, да не сум смел да помислам дека така смеам или може да се однесувам. Сам знам дека се согласуваш. Знаеш кој дел го немаат сега? Кој? Имаат образование, немаат воспитување. Така е. И немаат ни дома, а не на училиште. Нема збор, така. Последна тема за која што сакаме да позборуваме за твојот активизам, од кога постои Легис? Од 2009. 2009 го формирате Легис? Да. Кои се, нели кога бидејќи јас сум бил основач на здружение и се нели се уште функционира, ако сме доста пасивни, има цели на здружението. Кои се цели на здружението? Легис прокламирани во централен регистар, ако отворам да видам. Да, значи кога го отворивме Сдруженијето 2009 година, претходно како студенти бевме активни во некои студентски организации, чуда лево десно. И после решивме да направиме организација која што ќе има за цел да направи во општеството да се бори за социјална правда. Што значи социјална правда? Зборуваме дека сме живееле во една држава претходно многу поголема, која што беше многу посоцијална од оваа. И внимаваше на луѓето да не бидат оставени, оние кои што немаат или имаат помалку среќа, да не бидат оставени самите на себе си. Во транзицијата осетивме многу на нас, на многу наши пријатели, родителите им останаа без работа, работеле во иста фирма, фирмата нема, социјални случаеви, принудени да работат било што или немаат можност да работат бидејќи не се во тие години за да се да пренаменат било што од нивното претходно знаење. И сметавме дека имаме потреба да една организација која што ќе прави нешто во нашето општество за нашите сограѓани. Од една страна за тие наши сограѓани тука во Македонија, од друга страна имаше еден момент кој што јас учев во Свети Кирил Методи во центар. И мојата наставничка велика која што живееше во кулите кај градски трговски, ние бевме последна генерација, инаку оваа година на 24 мај училиштето полнеше 190 години, тоа е најстарото училиште во Македонија. И таа имаше една институционална меморија која што не пренесуваше на нас. Таа беше се генерација се извини? 82 годиште. И 88-89 прво оделение. И таа ни раскажуваше како бил животот за време на Втората светска војна. И ни раскажуваше деца, бидете паметни и учете, затоа што ќе дојде време кога вашите родители нема да може да платат за учењето, за вашето школување. За вас чудно. Платат, значи без пари се, ниту за вашето здравје ќе може да платат као зашто кога е без пари. Да. Значи ти не знаеш како дете дека ќе дојдат некои луѓе на власт во држава кои што ќе ги сменат тие работи и ќе направат хаос од луѓето, ќе ги спуштат на многу ниско ниво на преживување. И ни зборуваше 62 година како се борела да ги спасуваат дневниците во училиштето од поплавата. И што се случило 63 година. Да, малку знаат дека 62 има голема поплава во Скопје пред земјотресот.
И 63-та година земјотресот, кои незини колеги загинале, кои останале, кои ученици загинале, и начинот на кој се градело Скопје, од 63-та година па наваму, и дека е градот на солидарноста, но што значи градот на солидарноста? Не е само кога примаш солидарност, Така и кога даваш. туку и кога даваш. Тоа што јас го гледав е дека нас не нема на таа мапа на давање на солидарност. Зошто да не Ги нема? сменја пола улици, Хашка, Мексичка, им ги сменја имињата ти. Тоа е неблагодарност. Така. Но ова да ти не се приклучиш, да речеме се случува негде нешто во светот, и ти да испратиш да кажеш евето, нашето знаме, нашето име, и ние тие граѓани, во име на тие граѓани владата носи, немаме ти никаква владина помош не се случила до сега никаде. Значи, што ќе испратил Црвен крст и што праќаме ние, да речеме, од Легис од 2009 година до сега, и тоа ни беше целта да малку да го има на таа една солидарна мапа во светот, да ги има нашите сограѓани со нивните донации, да го има нашето знаме, да го има името на нашата држава. Значи да се види дека постоиме некаде. Бидејќи кога тогаш тие земјотреси се враќаат на секои стотина години. Се случуваат различни несреќи. Па имавме, значи од 2009 година до сега, имавме ситуација бегалската криза. И ние имавме како Легис... За голема бе од Сирија. Да, од 2015 и 2016, каде што ние како Легис бевме едни од клучните играчи. Значи, ние го сменивме законот за азил, поставувавме... За превоз. Да, поставувавме... Кај што ги гора кривично таксисти да. и шофери на автобус. Да. Значи, ако ти се качи, а ти не го легитимираш, а не смеш да го легитимираш, пак си виновен. Карта имаме на Џабе. Да, знам, сосема сум запознат, бидејќи ја точно почнав да работам. И ден денес ги има тие проблеми. По затварањето на Балканската рута 2016 година, повторно ги имаш тие работи, само што сега луѓето се плашат, се научија дека треба да не примаш никого затоа што страв ти е кој ќе ти влезе. Еден куп организации меѓународни партнери ни се јавија и рекоа: "И што се случува тоа во Македонија?" Па викам вака и вака. И државата не се справува, не се справува, затоа постоиме ние, бидејќи државата нема капацитет. Во ред, ние ќе испратиме толку помош, толку луѓе, толку експерти, толку плати, толку ќе покриеме трошоци за волонтери и така натаму, за да може да работите. Извини што те прекинувам. Да, Рихард Саучек. Како Исус беше што нашата државна безбедност го протера како безбедносен проблем. За жал. Ама не, на одредени години па се врати сега пред некој време. И кога поминаа 5 години еден ден се врати. И Рихард беше меѓу првите волонтери, први беа едни дечки од Франција и после беа тие од Чешка и од Полска. Дојде со своето комбе, човекот инаку е факултетски образован интелектуалец, но се разочарал во човештвото и одбрал не да се бори како сите ние да направиме нешто добро за нашите сограѓани или туку се повлекол и станал овчар. И со своето комбе, и со своето комбе слуша прво на радио што се случува, вели јас на Македонија, одам често во Прилеп, зимам тутун за виткање, да, и ќе отидам да видам што се случува. И доаѓа кај нас, бидејќи ние сме единствената организација на терен, и вика сакам да помогнам. Извини, зашто го протера? Со ова комбе, да. Па викам, ова вози, старо беше. Да. Сигурен си? Да. Викам, добро, работиме тоа и тоа. Вика, ја можам да носам до 2000 пакети храна. Вау, екстра, супер. Не доаѓаш во вистинскиот период, кога не имаме толкава потреба. И не беше сам нормално, имаше со него волонтери, но остана еден месец, па имаше еден месец пауза, додека да направат краудфандинг, да соберат средства во Полска и во Чешка. Бидејќи ние не плаќавме ништо, значи човекот си имаше од своите сограѓани таму, му плаќа и за нафта, за да може да превезува храната заедно со нас. И во еден момент, значи работата беше што волонтерите, ние имавме преку 40 луѓе од Легис на терен, и домашни странски волонтери, и вработени. И од тие странски волонтери сите беа на некој пократок временски период, но овој беше подолго. Прво беше месец дена, после остана месец и пол. И тоа нашите власти, па као зашто работиш со Легис, што си оставил офисите си, дошол да работиш со луѓе. Зашто не работиш со, не знам, Црвен крст и некои трети организации. Има посебна причина за да биде хуманитарен, претпоставам. Да, и ја мислам дека кога човек ќе стане славен, а тој стана славен меѓу сите тие... Да, и на социјални мрежи го имаше, да. Меѓу сите тие луѓе. Славен, никогаш не бараше слава, човекот беше многу скромен. Но едноставно неговиот пример беше онака
Дури појава беше сега со долга коса најчовечки. брада како Исус, Да. така налик, нели, на стереотипното сваѓање. Ние имавме така некои предизвици како да го исчешламе which was impossible. И му викам скрати ги малце мустаките, викам гледаш како мене вака, не, и кога се врати после месец дена, викам си ги скратил мустаките, вика не, упалјач е био дека зборуваше српско-хрватски бидејќи учел на факултет. И за жал не може да му најдат ништо, се сомневаа дека не знам ко сите наши власти место се работат кој што треба работат нешто друго. И го наместија да мораше да истовари помошта во кампот. Ги праша за дозвола дали може да истовари, да, ја истовари. И после му рекоа зошто влегуваш кој имаш забрана за влегување во кампот. Ајде сега ќе те протераме надвор од државата. И беше протеран 5 години, но се врати после тоа, доаѓаше неколку пати и секогаш кога ќе дојде ќе се видиме, некогаш ќе гледаме. Имавме изложба за бегалците таму во Чешка. Тој не беше специјалниот гостин, така да се уште сме во контакт. И со повеќето од тие странски волонтери кои што доаѓа и помага. Така да тоа е суштината на Легис, цело време тоа го работиме сите овие години, од 2009 година до ден денес, бидејќи не сакаме да ги оставиме ни нашите сограѓани без помош, ниту оние кои што транзитираат низ државата, ниту пак оние кои што се некаде во светот имаат потреба за помош, а ние ја имаме таа потреба да кажеме дека еве ние сме една солидарна нација, солидарна држава и треба да бидеме меѓу тие вистински држави, не како што нашите политичари би сакале да не представат. Фалиме дали прекоħe? Фалим да